Во денешното издание на Утрински печат на Слободна ТВ продолжуваме со разговор на актуелна тема. Како до европските фондови за пари за поддршка на проекти. Во нашето студио присутен е основачот и директорот на ProEffect, фирма која се занимава со едукација, подготовка и обуки на граѓаните и правните субјекти за да може да аплицираат пред европските фондови. Добар ден за господин Зоран Стојковски. Добар ден, Слав. Во најавата за овој разговор размислував како ќе го задржиме вниманието на лица кои не сакаат да аплицираат за фондовите. Затоа што оние што би сакале, веројатно би сакале да слушнат нешто повеќе. Така што јас ќе го започнам овој разговор со вовед да видиме кој и што е ProEffect. ProEffect е, како што рековте, консултантска фирма, компанија која што воглавном во годините 8 години сме до сега активни, иначе како основач над 27 години искуство во делот на работа во тие грант програми, USAID, Швајцарска агенција за развој, европски, значи ИПА проекти на национално и регионално ниво, така да некаде пред 8 години ние во целиот тој период работевме на обезбедување на активности за развој на вештини. Бидејќи се сеќавам дури во 2007 година токму преку една друга организација која што ја водев, но исто беше активна во тоа поле, ги обучувавме вработените на секретаријатот за европски прашања. Речеме како такви, бидејќи многу малце ги знаеа основите на, речеме, проектниот циклус и некако воопшто позната е таа теза која што можеме да ја спориме дека во Македонија не се искористуваат сите фондови кои што да стојат на располагање, али во основа една од интервенциите што ние ја правиме да токму да помогнеме со различни типови услуги на, ајде да кажеме, пазарот. Бидејќи и европските финансии кои што доаѓаат за поддршка на Македонија, но исто така и развојните фондови на USAID, значи на Америчка агенција за развој, Швајцарска агенција за развој, Шведска агенција за развој, значи во основа имаат потреба да се научи како да се направи предлог проект за да биде компетитивен, за да биде доволно квалитетен за да може да се добие. Така да, значи кога ние зборуваме дека не ги искористуваме средствата, всушност во основа зборуваме дека проектите кои што се направени се неквалитетни или пак се многу за да може да бидат отфрлени слаби од комисијата. И едноставно тука има низа на критериуми кои што мора да се осмислат и во основа тоа е она кое што за жал ние постојано го губиме тој капацитет. Најверојатно имам обучено преку 1000, може и повеќе. Мислам луѓе кои што и мислам зборам вработени во општини, во државна администрација, во здруженија, во компании, кои што на некои, особено оние кои што работат во јавни институции, едноставно во оној момент кога ќе ги подигнат нивните вештини, едноставно платата која што ја добиваат, надокнадата што ја добиваат не е мотивирачка и се заминува. Така да државата губи, всушност тие институции го губат тој квалитет, ги гледаме многу често понатаму да бидат во други консултантски или пак во други проекти каде што добиваат поголеми плати, едноставно ние не успеавме, мисля че како држава, тој капацитет да го јакнеме. Другиот проблем е што понудата на обуки за развој на вештини е многу слаба. Кај нас е научено некако дека ние ќе идеме на обука на 2 дена и ќе научиме проект. Невозможно. Така да, токму поради тоа ProEffect иде со некои понапредни, имаме обука, Грант Академија се вика, која што трае 2 месеци. Значи, каде што ние гарантираме на тие кои што се посветени преку тие 19-20 работилници по 3 часа, дека во тој период ќе развијат предлог проект. Што е многу важно да го имаме, бидејќи не е само теоријата. Туку едноставно треба да се пишува, треба менторски да се работи, треба баш да се унапредуваат различни аспекти, пошто и не е многу едноставно. Во подготовката за овој разговор забележав дека
Постои еден впечаток, меѓутоа можеби е и погрешна констатација дека државните органи, прецена нив се мисли, немаат доволно стручен и обучен кадар што може да аплицира пред овие фондови за да може државата да се јави како корисник на средствата. Тоа беше една ситуација, а од друга ситуација цели области, да речеме земјоделие и слично, речиси не располагаат со воопшто стручен капацитет за онака. Која е вашата анализа кога ги согледувате овие состојби за да видите колкав би е потенцијалот на можни корисници на вашите предавања, за да може да бидат корисници на фондовите на Европска унија? Интересно прашање. Али ја ќе ве дополнам. Имате дел на институции што воопшто немаат кадар за да ги реализираат нивните примарни функции. А уште земете општини мали кои што со бројот на вработени кои што ги имаат, едноставно не може да ги покријат сите функции кои што им се дадени согласно законот за локална самоуправа. Еве веднаш да најдеме некаква солуција. Може да се обединат тие општини. Во една таква екипа која градоначалникот ќе каже ќе аплицираме на овој проект, што ќе се случи? Никој не може, затоа што едноставно мора да си ги врши. А да се обединат некои општини, тоа го поддржува. Партнерството, али не само партнерството на локално ниво, значи или на регионално ниво, кај нас, која да речеме една фантастична оваква интервенција. Во секој од, и ние ќе ги спомнеме подоцна, се надевам, европските фондови, да ги демистифицираме, да кажеме кои се. Во основа, еден од основни критериуми е партнерство со други организации, институции, но од други држави. Значи би било идеално да речеме 2-3 општини кај нас да се јават во партнерство. Дали овие овие средства може да аплицираат и приватни компании? Да. Само зависи за кои програми. За оние за кои што вие ги за кои што ги обучувате. Да речеме најчесто кога станува збор за компаниите, пошто финансирањето на компаниите со грантови е, па можам да кажам дека и глобално е понов феномен. Значи постои во последните 10-15 години. Јас кога почнував во крајот на 90-тите со оваа тема, дури тогаш и општините и државните институции не беа омилени за финансирање. Зашто вика па има државен буџет. Зашто? Углавном тогаш се почнуваше со здруженијата, па дури потоа дојде со децентрализацијата општините, па отприлика она што се случува. Компаниите се во основа најчесто се финансираат, да речеме, за иновации. Значи нешто што да речеме државата или пак дадена програма има интерес да го финансира, кое што потоа всушност со реализацијата на дадена иновација добива компанијата, но добива и државата, добива и овакво и светот, ако е некоја добра иновација. Така да речеме кај нас постои фонд за иновации, што е на пример една фантастична програма по мое гледање структурирана токму да ги препозна и да ги финансира. Она што се финансира во Европска унија е Horizon Europe, се вика, Хоризонт Европа, значи која што е рамковна програма за истражување и иновации, тежи во периодот, пошто програмите на Европска унија се 7 годишни, почнуваат конкретно сега 21 до 27 година. Во тој период Хоризонт е над 95,5 милиарди евра. Да. Значи, буквално може да се... Некаде прочитав 600 милиони бил... Не. Тука имаме една голема расчленењада со бројките од аспект на финансирање. За Западен Балкан од Европска унија и Турција се во тој пакет, тоа се тие кандидатски држави или така наречената ИПА, тежи 14,2 милиарди евра за 7 години. А за 7 години? Сега, кога станува збор за Македонија, пошто претпоставам тоа е нели фокусот, сакам да рефлектирам, значи отплика е некаде меѓу 600 и 700 милиони кои што ги добиваме до сега. Не, или за 7 години. Годишно е меѓу 90 и 110. Мислам отплика тие средства се наменети, затоа се вика инструмент за предпристапна помош. Секоја држава која што ќе потпише договор за пристапување, значи нели сега Босна, Косово, сите овие што ќе следат, ние сме од 2005 година таму, значи имаме на секои 7 години имаме програма која што се преговара заедно со владата во приоритетни области. Така да некаде она што е сега не ги знаеме, значи уште Европска унија не
кажува стриктно како што претходниот пат беше ИПА 1 беше 618, ИПА 2 беше 664, ама заврши со над 700 милиони. Сега отплика е малце покомпетитивно, особено за тие регионални инфраструктурни проекти, значи каде што Унијата инвестира 3 милиарди евра за целиот регион на 3 транши ќе одат, каде што мора државата или соодветни институции за патна инфраструктура, за нафтоводи, за се она кое што е некакво поврзување регионално, значи се аплицира и можам да кажам дека тука сме доста добри како држава. Освен овие сегменти што ги посочивте и за кои се наменети овие средства, веројатно во интерес на државата и за правните субјекти, има ли некои други области на кои што можат приватни фирми, невладини организации или помали државни органи, односно општините да се јават како корисници на средства? Бе прашате за компании. Компании може да се јават во делот на образование на возрастни, за развој на вештини на својот персонал или пак воопшто во рамките на Erasmus Plus програмата. Значи има од тие 26-7 колку се подпрограми на Erasmus Plus, тоа е најдобро искористена програма кај нас. Образование на што се мисли? Стекнување вештини во однос на професијата? Вештини за работа. Да речеме, еве сега зборував, мислам пред некој ден имав состанок со бизниси, со академски сектор кои што ќе одат заедно на еден проект кој што сакаат да создаваат кадар во IT индустријата. Значи покрај тоа што има голема побарувачка, значи конкретно да речеме дигитализација на еден од сегментите. Имате да речеме, значи секаде каде што недостасува кадар, а недостасува секаде, во туризмот, во машинството, во индустријата. Секаде, значи едноставно Еразмус е тука да помогне со тој тип на проект. Кај нас е фокусот поише за развој на вештини на наставници, значи во сите нивоа на образованието, академскиот кадар, да речеме размените кои што се прават, каде што младински организации учат со тие размени. И Еразмус е за тоа е фантастично популарна. Они отидоа од 15, малце повеќе од 15 милиарди во претходниот период 14-20, сега е некаде околу 26 милиарди и таа. Така да велам, нема најдобро искористена програма во Македонија, за разлика од другите кои што не ги искористуваме. Што спомнав Horizon, ужасни сме. Дали овие компании имаат некаква обврска парично да учествуваат или да партиципираат со своји средства на донацијата што ќе добијат од фондовите? Значи најчесто да речеме, еве за овие за иновации, тоа е модел што го има и во Македонија. Тие кои што се мали и средни претпријатија треба да учествуваат со 30%. Сопствени средства? 70% се од се мисли на парични или може да учествуваат и со опрема или со нешто слично? Мора да тоа се најчесто книговодствено мора да покажат дека влегле тие пари. Мислам овие се големи средства за компаниите или не се? Знаете, Horizon, речеме, имате три програми кои што се за мали и средни претпријатија од секоја област. Значи, може да речеме за се вика AIDS акцелератор на Европскиот совет за иновации, од 500.000 до 2,5 милиони евра е грант, а ако да речеме имаат потреба од поголеми финансии, над тоа се оди со откуп на удел. Значи, equity funding. Значи, Европска унија си има своји откупуваат удел, со тоа што после учествуваат и во процесот на управување со таа компанија. Една фантастична мерка, не е нова, али генерално, знаете, ќе ја зголемат цената, вредноста на компанијата, да потоа ја нудат прво на собствениците, али во основа завршува со неколкократни зголемување на вредноста на дадена фирма и тоа е малтене одличен развој. Така да, значи, тие 30% се обврска, али знаете како, мислам, сепак станува збор за бизнис. Сепак станува збор за некаков развој. Сега, има и програми каде што тие нивоа се помали. Да речеме за невладини организации кои што аплицираат во делот на human rights, човекови права, образование, тие се некаде меѓу 5 и 15%. За општини, да речеме, кога аплицираат за прекогранична соработка или други, да речеме, EU за општините имаше многува програма во 8 општини која што финансира Европска унија, да речеме, беше до 15%, со тоа што има фонд направен Министерството за локална самоуправа, подржан од Швајцарска агенција за развој, кој што всушност општината ги плаќа тие 15% како нивно учество, а потоа од фондот им ги враќаат
назад. Така да малтане за општината доаѓа као да воопшто нема инвестирано. Следниот блок прашање ќе биде поврзан директно со вашата обука. Меѓутоа сакам претходно да направите една анализа за 8-годишниот период. Доколку не би биле вие формирани или доколку не би ги вршеле овие обуки, колку луѓе не би знаеле да поднесат апликација во европските фондови? Или колку луѓе обучивте? Да, реков никаде над 1000. Ама колку добија? Вака сега. Има тука два аспекти. Да. Морам тоа да го и мислам дека го зборувавме тоа. Така за да го објасниме што е ефикасно, што е... Да речеме, оваа новата програма што ни е 10-та е сега поред Грант Академија, почнува 29 март, два месечна, никаде до сега се над 85 кои што пријавени, тоа е таа двомесечна. И сега, од оние кои што завршиле проект, што сме го завршиле, значи оние кои што вложиле исто така време и енергија, значи 74,1% е тие кои што добиле. Значи од 4 аплицирани 3 добиле. Но имаме учесници кои што едноставно викаат ние не сме заинтересирани да правиме проект. Ние сакаме да дознаеме до детали како се прави. Речеме тоа се сопственици на мали фирми. Добро, легитимно. Кои што едноставно вика супер, сакаме да знаеме. Одлично сум задоволен. Како никогаш до сега ми е јасно отплика што всушност е проект, бидејќи велам се мистифицира. Плюс кога ќе ги земете, имали политичка партија во кампањи за избори кои што не спомиња проекти. Проекти кај нас е малтене една таква инфлација има на користење на тој збор, значи нешто што нема благе везе со проект. Мислам да не кажувам примери, али вие ако вашето предпријатие за чистење, за комунална хигиена ги ичисти депониите што му е секојдневна работа, некој кажува сме направиле 150 проекти за првите 3 месеци. Сериозен предизвик. Тоа е смешно. Мислам, уопште да се каже дека тоа е проект. Значи, во основа некако, најверојатно тоа се тие, како ги викаат, зборови кои што ги се користат, кои што едноставно немаат многу врска. Така да, за да се направи проект, ја велам, јас баш утрово гледав пред да дојдам, гледав една статистика. Во моментот, ако се отиде, има еден централна датабаза на грант проекти на Европската унија. 1124 можности за финансирање, значи во следнава година од тие програми, фондови на Европската унија, од кои што се некаде 450 се во најава, значи малце подоста се во април, во мај ќе бидат крајните роки. Овие што се сега, февруари, март, па април, значи се рестото, значи над 800 се отворени. Јас правев една процена, бидејќи Македонија не може да аплицира во сите грант програми. Негде во 12-тина може да аплицира од 47 Community Action овакви програми кои што се на Европска унија. Значи 860 можеме да аплицираме. 860. Највише во Horizon, ја велам, кај нас и ја многу често и со тие што ги знам во влада или па дури и претходно ми ја кажувам таа теза, дека ние како држава мора да изградиме стратегија за искористување на Horizon. Го имаме фонд за иновации, имаме таква фантастична подлога, веќе фирми кои што ги следиле нивните иновации, значи реализирале проекти, следното ниво мора да биде Horizon. Horizon, да речеме, една Шпанија, од која што беше во претходната програма 14-20, секаше Horizon 2020 во тоа време, од негде 7-8 место во првата евалуација, што беше 2016 направена, отиде на топ 3, значи во делот на искористеност. Но таа има посебна стратегија, посебна подршка, експерти, финансии кои што секоја компанија, секој факултет, бидејќи тоа се и на академски научни истражувања и овакви иновации на фирми, ги поддржува и кога ќе видите вие, да речеме, Шпанија на даден повик од, например, ќе се аплицира со 1000 проекти, Шпанија аплицира со 500-600 проекти.
Мислам, неверојатно е да видите, али кога го имате тој пристап, вие мора да добиете. И сега, ако нас Европска унија ни дава во ИПА, ни дава 700 милиони за 7 години, ние можеме да дуплираме и да триплираме таа сума, пошто 95,5 милиарди се. Значи, дури за Европска унија се огромни средства, но велам, мораме да имаме, пошто да знаете, во Horizon 2020 ние немавме поише од 20 милиони евро од таа програма. Господине Стојковски, често се говори за европската бирократија, а прашањето ќе го искористам во позитивна смисла. Дали пропишаните стандарди за добивање новија средства се толку строги, што ги оневозможува правните субјекти да може да аплицираат? Пример, во делот на екологија, во делот на заштита на човекови права, во делот на стандарди по етничка застапеност, родова застапеност. Знаеме дека во барањето, дали овие стандарди што се пропишани и се обврска во апликацијата ги оневозможуваат одредени правни субјекти да аплицираат? Има такви, значи тоа се критериуми за подобност, eligibility критерија. Значи каде што да речеме прво се јава кој може да аплицира. Не за секој повик може да аплицира јавна институција или образование или пак фирма. Значи има посебни програми каде што може да аплицира. Прво тоа треба да се знае. Второ, имате критериуми кои што се однесуваат на време траење. Не може нов ентитет, значи невладина организација или фирма со 2 годишно искуство, значи мора да има 2 години за поголемиот дел на програм. За Еразмус нема. Значи во основа тие критериуми на подобност, значи со нив ако не ги изволувате не може да аплицира. Достапност на финансиите, да укаже дека се најголемиот број на поени за од кога веќе ќе можете да поминете. Значи станува збор за квалитет на предлог проектот, буџетот кој што го барате, капацитетот на организацијата која што аплицира и на партнерите, пошто велам во 90% од програмите кои што се аплицира, значи мора да имате партнер. И сега не е само вашиот како лид партнер, туку како коапликанти тие кои што се мора да имаат квалитет. И финално еднаш кога ќе потпишете договор, вие тоа што е запишано таму, а е доста детално, значи поставки по буџетски линии, ви мора да го реализирате тоа. Значи во не дај Боже да не направите нешто согласно правила, и нема да ги добиете до крај парите, а од прилика тоа најчесто се црни листи или не знам, во основа нема да можете понатаму да добиете. Така да ја им кажувам на оние кои што доаѓаат на Грант Академија или другите одлуки што ги даваме, проблемот ви почнува кога ќе добиете проект. И проблем е да се стигне до проект. Али понатаму вие треба соодветно да го реализирате, бидејќи тоа се сериозни пари. Дали во поглед на вашата анализа што ја вршите кога ви се пријавуваат кандидатите, можете да заокружите одреден процент или одреден квантум на субјекти кои ги исполнуваат овие стандарди од вкупниот број? Да, апсолутно. Колкав е тој процент што можат без проблем да аплицираат на овие проекти во однос на вкупниот број? Знаете како, во најтешка позиција се оние кои што се млади, нови. Тие се како и во секој бизнис. Подршка и помошка и вас. Мислам затоа што знаете како, дел на тие кои што ќе се формираат се со најголем мотив да успеат. Сакаат да го решат проблемот или маката, да речеме ако е здружение или пак фирма која што се бави со некоја иновација. Проблемот е, значи јас гарантирам дека секоја образовна институција, секоја академска институција, секое здружение кое што навистина направила има некакви референци, може да добие. Сега, секогаш се разликуваат, да речеме, ние ги викаме usual suspects, нели, оние кои што секогаш ги има во секој повик, значи, али тие веќе стекнале некаква доверба пред дали е донатор од Швајцарска агенција за развој, дали е донатор од USA, дали е донатор од европски фондови кои што се не ги набројавме, да речеме, мислам дека тоа ќе треба можеби да биде последно, али значи во основа вие мора да бидете релевантни. Не може некој што се бави со животна средина да аплицира во култура. Да. Не може некој кој што, значи секој кој што донира, она што викаме позадината на институцијата мора да се совпаѓа со апликацијата што ги и да речеме она што е многу и мислам дека тоа државата мора да одговори на тоа. Да речеме со доаѓањето на Фатмир Битичи како заменик на влада. Потпредседател на влада, он направи цела една екипа од 60 луѓе
по различни министерства, беше поддржана од UN агенциите и од други билатерални донатори, значи за екипа која што е во секое време спремна да ги прави инфраструктурните проекти. Пошто инфраструктурните проекти што на нас недостасуваат, од автопатишта, железници, овакво комуникацијски проекти кои што вредат милиони и милиони, ние се покажавме дека не сме кадар. И сушност и ИПА 2 и претходно ИПА 1 покажа дека тука ни е овакво тегот или проблемот со кој што се бавиме, така да значи мора да се инвестира и мислам дека тоа е го гледам како добар потек, не знам колку е познат во јавноста, али во основа тој тип на стратешки интервенции заедно со она кое што ние како приватни провайдери, значи во основа која ќе видите, ја ви гарантирам дека ние многу поише правиме како иако сме нели консалтинг, многу поише правиме да го промовираме Хоризонт, Еразмус има посебна агенција, они се фантастични, Креативна Европа, значи сите оние европски фондови кои што се. Еве да речеме, не знам колку знаете, Македонија е дел на таа исто е фонд што се однесува за цивилна заштита. Токму деновиве беше објавен, ние ги објавуваме на Facebook група, една затворена, се вика Грант Академија, секој може да пристапи, каде што сите нови конкурси кои што се баш утрово го објавивме, има 3 повика. Значи тие кои што се, ние имаме нели соодветна институција за цивилна заштита, но исто така и соодветни други невладини или кои се бават во таа област може да аплицираат, значи тоа се тие овие вежби, порносвост која правевме, отплика може да оди преку оваа агенда. Значи има толку многу можности. За жал ние не ги препознаваме, немаме информација. Ние ги информираме општините или ние ги информираме институциите кога има некаков повик. Ние имаме интерес во тоа да го правиме. Но во секој случај мора да има систем кој што државата ќе биде организиран, навремено ќе се препознаат, но исто така ќе се даде соодветна поддршка и да речеме јас лани правев една евалуација на една од прекограничните меѓу Македонија и една друга држава, сега да не спомнам детали, ги снимавме општините, тие кои што се добри перформери, кои што имаат реализирани проекти, прашањето беше за какви обуки добивате, дали и какви би учествувале. И одговорот беше ваков. Вика, ностоп не викаат на некои базични обуки и таа жената која што е ваква фантастична во делот на пишување проекти, вика, ја више не можам да идам на нив, затоа што едно те исто јас, вика, 20 години ми го даваат, сакам, ми треба обука, но сакам напредно ниво. И токму поради тоа, да речеме, ние во проефект, мимо тоа, ние ги даваме тие напредни вештини, затоа што, мислам, кои што ги сведочат, велам, учесниците, еве се одржува онлайн. Значи, навистина се обидуваме да навлеземе буквално во проблематиката која што е потребна за некој да направи успешна апликација за да добие грант. Користењето на европските средства е всушност еден добар пример на поддршка на Европската унија на Република Северна Македонија во нејзиниот пат кога од кандидат ќе стане членка. Јас, господин Стојковски, ќе ви заблагодарам за овој разговор во кој што граѓаните беа информирани и се запознаа на кој начин и колку е битно образованието и стекнувањето вештини при аплицирањето за фондовите. Меѓутоа, за крај, уште едно прашање кое е поврзано со нашата работа. Дали Европската унија и овие фондови даваа средства и за поддршка на новинарството или на приватните компании што работат во овој сегмент? Да, апсолутно. Јас минатата недела испративме проект заедно со една екипа новинари од Македонија, но Бугарија третираат фантастична тема, ова што е актуелна прилика, кое е влијанието на руската пропаганда во завладување на односите меѓу Бугарија. Значи, новинари кои што ќе истражуваат таа тема, значи, двајца на македонска, двајца на... средствата ги обезбедува Европска унија? Една од, значи, не директно од Европска унија, туку тоа е мрежа за новинари за истражување. Има во април неколку кои што каде што можат и приватни медиуми да се јават. Јас деновиве гледав една програма која што не е од Европска унија, ама од една многу голема позната фондација од Португалија, нафташи кои што прават, мислам многу се јаки, финансираат 4 програми за медиуми
земји на Европска унија, земји на ЕФТА и UK. Нас не нема. Ние кои што го работиме ова, значи јас што еднаш ќе кажам, го гледаме потенцијалот што ние за жал ни поминува пред очи само затоа што ние не сме во процесот подлабоко, ние не можеме да искористиме. 1.800.000 сме согласно пописот. Значи во основа како држава сме сиромашна држава која што доколку на вистина направи агенда и пристап за да ги искористува тие фондови, ние сите ќе ги видиме многу брзо благодетите. Не зборам за она што се случува, злоупотреби и било што. Пари кои што се наменети за подобар живот на нашите граѓани. И тоа е нешто што ми се чини дека нема алтернатива и е нешто што мораме што е можно побрзо да го почнеме процесот на завршување на преговорите и преговарање, за да почнат да ни се отвараат, не ги спомнавме, лайф програмата за животна средина, Health 4 за во делот на здравство, кои што ќе се отвараат како што ќе тече процесот на преговори поглавје по поглавје. Ви благодарам за разговорот.